Насилството меѓу младите во Гостивар станува зачестена појава. Тепачки и физички напади меѓу средношколци па и основци се случуваат во близина на училиштата. Наместо дружба и делење на знаења и искуства, децата разменуваат тупаници. Минатата недела во само еден ден полицијата регистрираше 2 случаи на физички напади меѓу ученици. Во едниот биле користени и тврди предмети. Што ги прави децата агресивни? Стручните лица причините ги гледаат првенствено во родителите и влијанието на интернетот. Имаме родители кои се млади и кои немаат доволно авторитет. Значи, култ на авторитет на родител е паднат со нови трендови дека родител треба да е попуслив, дека треба да дава све, дека во суштина правиот родител е тој родител и занемарување на децата на начин што се препуштува на технологија. Бидејќи преку интернет навистина нема контрола што деца конзумираат. Ако погледаме, значи има многу игри со зомби, со сечење, со убиства. И тие деца во тој виртуелен свет се појавуваат како херои кои убиваат змаеви, убиваат други зомби, убиваат други херои. Ваквите проблеми невозможно е да се решаваат строго институционално во училиштата или со полицијата, нагласува психологот Карахасан, додавајќи дека родителите мора да обрнуваат поголемо внимание на своите деца и да им ги всадуваат вистинските морални вредности. Значи, апел е до родителите да се обрнат повеќе внимание на своји деца, да ги одложат телефоните, интернетот и сето тоа, да излезат заедно со своите деца, да се дружат, да не мислат дека ако на дете се купи патика или телефон, дека со тоа. Јас тоа не се сеќавам, јас се сеќавам со мојот татко кога зборевме, не дал ми купил нешто. Сите тие работи се забораваат, остануваат само спомени на тој однос со родителот. И тој однос е директно најбитно нешто што ќе го формира карактерот на едно дете. Како превентивна мерка против меѓуврсничкото насилство и другите проблеми што ги мачат учениците, во средните училишта во Гостивар започнаа да се одржуваат посебни состаноци. Средбите се организираат еднаш неделно, а во дискусиите учествуваат представници од полицијата, социјалните служби, локалната самоуправа, родители и самите средношколци.